И Синот Божи Исус Господ рече: Јас сум патот, вистината и животот, никој не доаѓа кај таткото освен преку мене. Затоа одете по целиот свет, поучувајќи и проповедајќи го Евангелието на секоја личност до најкрајните делови на земјата. InTouch, поучувачка служба на доктор Чарлс Стенли. Следно на програмата InTouch, пронаоѓање на јасна насока. Кога се соочувате со големи одлуки во вашиот живот, како се чувствувате? Понекогаш се чувствувате малку фрустрирано, можеби малку исплашено. Се чувствувате малку непријатно. Можеби не сте сосема сигурни, малку несигурни дека ќе ја донесете вистинската одлука. Сушност, можеби чувствувате толку многу негативизам што некако се наоѓате себе си како одложувате и не донесувате одлука поради страф од донесување на погрешната. Каде се обраќате кога ќе се појават такви чувства? Кога ќе се појават такви чувства во вашиот живот и знаете дека треба да донесете одлука, а тоа може да биде нешто многу критично. Постојат секакви одлуки во животот, некои од нив се многу едноставни и се чини дека се многу досадни и неважни. Потоа тука се и оние за кои вие и јас знаеме дека се многу важни. Некои се многу клучни и критични, некои апсолутно брзи. Мора да донесеме многу мудри одлуки, многу важни одлуки. Каде се обраќате? Луѓето се свртуваат во секакви насоки за да помогнат во донесувањето на тие одлуки и честопати се свртуваат во погрешна насока. Нели би било добро Бог да ни даде вам и мене капацитет, мудрост и знаење да донесуваме мудри одлуки? Или тој да може да ни даде јасни насоки кога тој знае дека вам и мене ни требаат многу јасни насоки за што и да се соочуваме. Затоа сакам да зборувам во оваа порака, бидејќи прашањето што го добивам пред се е следново: како јас можам да бидам сигурен дека донесувам правилна одлука? Како можам да бидам сигурен дека имам многу јасни насоки за ова? Како можам да бидам сигурен дека сум готов да ја вршам волјата Божја? Затоа сакам да свртите во Псалм 25. Има само еден стих што сакам да го прочитам, бидејќи има мношто стихови во Библијата кои даваат иста гаранција. Сакам да погледнеме еден стих, бидејќи овој стих е ветување. Тоа е збор на гаранција, бидејќи сите ние во текот на целиот наш живот ќе донесуваме одлуки. Всушност, животот е еден вид процес на донесување одлуки од времето кога си дете, па се до времето кога растеш, со која играчка да си играш, па се до зрелоста и во тие подоцнежни години од животот, како да се однесуваш во тие години. Значи, насекаде по патот донесуваме одлуки. Слушнете го овој стих, што сакам да го забележите во 25-тиот псалм, 20 стих. Кој е мажот или жената што се бои од Господа? Тој ќе го поучи за патот што треба да го избере. Погледнете, кој е мажот или жената што се бои од Господа? Тоа е почитување на Бог, почитување на Него, покорност кон Него, барање на Него. Желба да го знае неговиот ум, неговата волја и неговиот пат. Кој е човекот што се бои од Господа? Господ ќе го поучи за патот што треба да го избере. Сега е многу очигледно од Светото писмо дека Бог е спремен да ни даде јасни упатства за секоја поединечна околност во животот. Всушност, не можам никогаш да се сетам дека Бог рекол во кој било момент од мојот живот: еве што јас сакам ти да направиш. Сега, вие сватете го тоа. Тоа не звучи како Бог. Јас имам некои планови. Вие сватете кои се тие. Имам задача и само одете направете ја. Тоа не е начинот на кој Бог работи. Бог дал на секој од неговите деца внатрешно присуство на Светиот Дух. Една од неговите примарни одговорности е да ни даде јасна насока за нашиот живот. Бог не би не ставил на оваа земја и не би очекувал од нас да одиме по неговиот пат, да одиме по неговата волја, знаејќи дека ќе бидеме бомбардирани со 1000 различни начини и ставови, светските патишта низ вековите. Ова не е само работа на 21-виот век. Ова се случува од почетокот на времето. Тоа е како да најдеме јасно водство. Бог е спремен да го даде. Тој од секогаш го дал. Тој е спремен сега. Прашањето е како ние да го направиме тоа. Сигурен сум дека веројатно постојат и други начини. Она што би сакал да го направам е да ви дадам 6 кратки фрази. Овие фрази ќе ве однесат до апсолутно првиот дел од одлуката, па се до последниот дел од одлуката за наоѓање јасно водство. Што е првото?
Како што реков, тие се многу едноставни, но секоја од нив е многу важна. Број 1. Тоа е расчисти го патот. Расчисти го патот. Што мислиш под расчистување на патот? Едноставно ова, дека Бог мора да не подготви да го слушнеме неговото расудување. Тоа е неговото јасно насочување за нашиот живот. Тој мора да не подготви. Затоа кога велам исчистете го патот, мислам исчистете го од две работи овде. Најпрво исчистете го од грев. Тоа значи ако барам Божи ум, бидејќи тоа е она што ние го имаме, кога бараме јасно насочување, она што го бараме е што ти Боже мислиш за ова. Ако барам како Бог размислува за нешто во мојот живот, не можам да се мешам, да се играм со делотолерирањето на како било познат немерен грев во мојот живот. Барам свето насочување за мојот живот со грешен став. Значи, навиките, ставовите, однесувањето, што не доликува на тоа кои сме ние во Христа Исуса, мора да исчезне. Значи, првото нешто со кое треба да се справиме е да се справиме со ова прашање на гревот. Но има уште нешто со кое треба да се справиме и да го исчистиме патот, а тоа се силните желби. Сите ќе имаме природни силни желби. Не мислам дека мора да бидат грешни желби, туку мислам дека ние едноставно имаме природни желби во животот, работи што ги сакате, соништа што ги има, цели што ги имате. И така, можеби она што ние го сакаме, Бог сака да го имаме, но мора да имаме јасни упатства за тоа како да го постигнеме тоа. Еве што прави тој. Ние почнуваме со нашите желби, какви и да се. Тој мора да не доведе до местото на она што јас го нарекувам покорна неутралност. Тоа значи, јас морам да ги донесам моите силни желби овде и да му дозволам на Бог да почне да работи во мојот живот, за да ги доведе до точка што сум спремен да кажам: Господе, не она што го сакам јас, туку она што го сакаш ти. Боже, ова е она што јас го сакам, ова е мојата желба. Но, Господи, сакам да можам да го поднесам тоа, да се покорам и да станам неутрален во моето размислување. Неутрален во моите желби, затоа што навистина го сакам она што ти го сакаш повеќе, отколку она што јас го сакам. Затоа што знам дека ако она што го сакам не е она што ти го сакаш, тогаш тоа што ти го сакаш е подобро за мене отколку она што јас го сакам. И така, кога сум во можност да ги добивам тие силни желби во место на покорна неутралност, тогаш знам дека Бог сигурно работи и тоа е основата. Тоа е суштината. А основата на јасната проникливост е чисто срце. Чисто срце и јасна насока одат заедно. Чисто срце и јасна насока. Срце кое го има тоа и се справило со гревот. Значи, решението за целото прашање кога станува збор за гревот е покајанието. Боже, ова не припаѓа во мојот живот. Не се вклопувам. Се справувам, со ова го оставам ова. Но сакам нешто во мојот живот што ќе ми го замагли умот и ќе ми го збуни и измеша умот, така што ќе го пропуштам твоето јасно насочување за мојот живот. Втората фраза е ова, а тоа е да вежбам трпение. Трпението едноставно значи одбивам да брзам пред Бог. Трпението овде едноставно значи одбивам да брзам додека не добијам јасна насока. Трпението вели спремен сум да чекам дека не знам дека сум слушнал од Бог, дека не знам дека ова е негов избор, неговиот пат, неговата волја. Може би Бог точно го има на ум она што го посакувате. И сепак, тој има причина да ве натера да чекате, што ќе го разгледаме за неколку моменти. Добро, третиот чекор, тој е толку многу важен чекор. Бидете внимателни на притисок. Бидете внимателни на притисок. Секогаш кога сте во процес на донесување одлука, бидете внимателни на притисок, бидејќи притисоците ќе бидат таму. Сега, постојат две основни форми на притисок со кои ние треба да се справиме. Првиот е надворешен притисок, нешто од надвор. Што е тоа? Па луѓето ќе ви кажат што треба да правите, како треба да размислувате, и тие ќе ви дадат свој совет. И ќе ти кажат: сега токму ова би го направил јас да бев на твое место. Сакам внимателно да го слушнете ова. Размислете колку е тоа несигурно. Ова не значи дека не треба да се почитуваат божествените совети. Туку размислете за луѓето кои сакаат точно да ви кажат што да правите, како да го направите тоа и кога да го направите. Размислете за ова. Прво, тие доаѓаат од нивната личност, нивното потек, начинот на кој размислуваат. Секој не размислува на нивен начин како да донесуваат одлуки. На кој начин размислуваат? Интересно за мене е што луѓето се толку спремни да даваат совети, а не знаат ништо за библиските принципи. Те земаат стих од Светото писмо и велат:
Па еве што вели Бог, еве што треба да направи. Прашањето е, која е Божјата волја? Вие сакате божествено водство, вие сакате божествена насока. Мора да бидете чувствителни и внимателни на притисокот, затоа што тој ќе биде таму некаде. Сега, тој притисок ќе дојде од надвор. Може би да дојде не само од луѓе, туку може да дојде и од околности. Па, ово се моите околности. Сега внимавајте. Ова се моите околности и јас морам да донесам одлука, а времето истекува, затоа сте склони да брзо продолжите напред. Запомнете го, времето никогаш не истекува за Бог. Времето не истекува за Бог. Можете да добиете секаков вид притисок, но слушајте, без разлика какви се околностите, ако Бог не ви кажал, ако не ви дал јасна насока, ако немате чувство за водство од Него, не влегувајте во нешто поради притисок од околностите или нечој притисок врз вас. Тоа е неразумно. Затоа мора да бидеме внимателни, да бидеме будни за притисокот. Тоа е надворешен притисок. Притисок од околностите, притисок од луѓето. Но постои внатрешен притисок. Што е овој внатрешен притисок што би ме спречил да добијам јасно водство? Еве што е тоа. Број 1. Стравови, вознемиреност од загуба, страф од загуба, страф од неуспех, страф од отфрлање, страф од неодобрување. И што се случува? Честопати луѓето се водени, мотивирани, принудени од стравовите на другите луѓе, но понекогаш принудени од претерани чувства што ги имаат, претерани очекувања што ги имаат за себе. Морам, треба, би требало. Треба, би требало и морам ќе ве доведат во многу дилеми. Треба, би требало и мора се притисок. Се точки на притисок во животот на една личност. Треба, би требало, морам. Бог не вели дека треба, би требало, мора. Тој ќе ни даде многу јасна насока и таа јасна насока ќе дојде. Но ако се покорам и се предадам на притисокот, без разлика дали е надворешен или внатрешен, ќе западнам во неволја. Следното нешто што сакам да го забележите е ова, а тоа е упорност во молитвата. Сега, не реков само молете се, туку упорност во молитвата. Сетете се што рече Павле кога рече во Солуњаните 5 глава. Молете се без престан. Тоа не значи постојано да шетате наоколу. Небесен Татко, ти благодарам во името на Исус. О да, како си, слава му на Господа, слава на Бог. Тоа не е она за што зборуваме, но тоа едноставно зборуваше за ова. Слушајте, кога се молите за нешто, не го пуштајте. Не го пуштајте она за што се молите, што го барате. Се обидуваш да најдеш јасни насоки за тоа, дали нешто што ќе го купиш, нешто што ќе го облечеш, или некаде ќе одиш или твојата работа, твојата насока во училиштето, што и да е тоа, тој вели, моли се без престан. Затоа, што еве што се случува. Кога ти и јас почнуваме да се молиме, Бог почнува да прави нешто во нашиот живот во тој момент, што мислам е исклучително важно и нешто што честопати дури не сваќаме што се случува. Се молиме и ништо не се случува. Мислиме, Господе, јас барам јасна насока, не добивам никаква. Сега размислете за ова. Кога ти и јас се молиме и разговараме со Него или не гледаме ништо околу нас, како се менува? Се сеќавате со што почнавме? Започнавме со ова силна желба овде. Господе, еве на вистина би сакал да се случи. Додека ти и јас се молиме и не сваќаме што се случува, малку по малку, знаете што прави тој? Тој ги просејува нашите барања, нашите желби, ги просејува овие алтернативи што ги имаме кога се обидуваме да откриеме која да ја избереме. Тој само ги просејува. Ние разговараме со него, тој ни зборува нам. Знаете што прави тој? Започнуваме со тоа, мора да го расчистиме патот. Со други зборови, тој се занимава со тоа. Тој ќе ги изнесе на површина оние работи за кои ние не сме ни свесни дека се таму. Ставови, навики, предрасуди во нашето срце, кон или против што и да е, работи што може би ги сакаме или не ги сакаме во нашиот живот. И што прави тој? Ние разговараме со него и тој ги носи овие работи во нашиот ум и срце. Што прави тој? Се е од нашата категорија на желби, се е од овие алтернативи додека конечно не добиеме 3 или 4 алтернативи и една по една. Што прави тој? Тој ги елиминира сите додека не го откриеме неговото јасно водство. Слушайте, ако се обидете да најдете јасно водство,
трчајќи наваму натаму, разговарајќи со еден, разговарајќи со друг, прашувајќи ова, прашувајќи она, а да не клекнете пред Бог, барајќи го оној кој има апсолутна бесконечна мудрост, најверојатно поголемиот дел од времето ќе донесете погрешна одлука и во големи критични клучни одлуки не можете да си дозволите да донесете погрешна одлука. Слушайте, молитвата е срцето и сршта. Ако навистина сакате да најдете јасна насока и не сакате да поминувате време на колена, тогаш направете го сами и добите го она што сами ќе си го донесете. Потоа, например, има уште една фраза што сакам да ја запишете. Еве ја. А тоа е да се одмориме во Божјите ветувања. Сега внимавајте. Почивајте во Божјите ветувања. Започнавме со основа да го исчистиме нашето срце. Сакам да бидеме трпеливи. Сакаме да ги провериме притисоците што ни доаѓаат апсолутно сигурно. Сакаме да бидеме внимателни на овие притисоци. Сакаме да бидеме молитвени, но велиме, одмарајте во Божјите ветувања. Размислете за ова, вие и јас. Еве го најстрашниот ресурс што постои. Сушност, оваа книга која е Божјо Слово има одговор секој пат кога ми треба јасна насока. Еве го, не мора да одите во јавна библиотека или во приватна, нити во библиотека на некој друг. Имате на вашата маса покрај креветот, во вашата рака утрово, имате врвен, вечен, непогрешлив, интензивен ресурс да знаете како Бог размислува, како действува, како работи. Неговите патишта, неговата волја, неговиот план, неговата насока, некаде во Божјото Слово. Ќе бидете изненадени колку често ќе најдете ситуација во животот на едно од Божите деца што ќе биде слично. Сега околностите нема да бидат исти, но слични. И ќе речете, како Бог действува во таа ситуација? Господе, како ќе действуваш во мојата ситуација? Тоа е начинот на кој ги учиме неговите патишта. Ако не ги познаваш Божите патишта, не знаеш како размислува Бог. Не ги познаваш неговите принципи, тогаш како ќе дојдеш кај Бог? А Бог нема да ти ја отсече главата, да ти ја излее вистината, да ти ја запечати и да каже, свативте. Тоа не е начинот на кој тој действува. Тој действува постепено, преку молитва, постепено преку читање на Словото. Затоа јас постојано зборувам за медитирање врз Божјото Слово. Што правиш? Само го исполнуваш својот ум со вистина. Например, можеш да прочиташ пас, но можеби денес ти е безсмислен. За 3 месеци ќе дојдеш до некоја Божја одлука, Божјиот дух ќе ти го донесе тој стих на ум и ќе кажеш, што беше? Знам каде беше тој стих. Се враќаш назад и одеднаш се бриши од страницата. Кога ќе почнеш да медитираш на некој од тие стихови, ќе биде како Бог да го прилагодил тој стих само за да ти одговори. Тоа е прекрасното чудо на оваа книга. Тоа е прекрасното чудо на оваа книга. Слушајте, ќе те зграби. Стих ќе те зграби и ќе ти даде насока што си ја читал одново и одново. Се враќаш и си мислиш, никогаш порано не сум го видел тоа. Знаеш зошто? Не си бил таму каде што си. И затоа ова е поинаква ситуација, различни околности, избор. Бог кој однапред знае кога ќе стигнете тука и точно кога ќе ви треба. Да речеме само дека има уште една фраза што сакам да ви ја кажам, а тоа е чекајте го мирот. Чекајте го мирот. Зборот мир значи да се биде поврзан. Мирот зборува за хармонија и единство, не дисхармонија, неред, не неми, фрустрација, вознемиреност, страв. Сите оние работи што не се совпаѓаат со она за што зборува Бог овде. Тоа е да се направи мир, значи да се испреплетува. Зашто зборуваме? Ние доаѓаме од чистење на нашиот пат, повлекување и чекање на Господ. Псалм 62 стих 5. Мојата душа чека во тишина само на Бог. Еден од клучните стихови во мојот живот. Псалм 62:5. Мојата душа чека во тишина, не мраморејќи и не се вознемирувајќи, бесејќи, критикувајќи и обвинувајќи. Мојата душа чека во тишина само на Бог. Моето очекување е од Него. Затоа чекаме. Избегнуваме тие притисоци во животот, без разлика од каде доаѓаат и од кого доаѓаат. Апсолутно одбиваме да ги прифатиме. Се соочуваме со Него, доаѓаме до изворот на Неговите ветувања. И сега, што може да очекуваме? Чекаме мир, поврзани заедно. Еве што се случува. Сакам да свртите во глава 3 од Колосјани и да го погледнете овој прекрасен стих, 15-тиот стих. Нека владее мирот Христов во вашите срца, кои сте повикани во едно тело и бидете благодарни.
Потоа тој вели, погледнете го ова. Нека Словото Христово изобилно живее во вас со сета мудрост, учејќи се и советувајќи се еден со друг, со псалми, химни и духовни песни, пеејќи му на Бога со благодарност во срцата ваши. Погледнете го 15-тиот стих. Нека мирот Христов владее во вашето срце. Што значи тоа? Еве што значи. Слушајте, Божиот мир е Божиот судија во нашиот живот, кога бараме јасна насока. Нека владее. Тоа е кога јас ке донесам одлука. Дали има хармонија? Дали има хармонија помеѓу она што Бог го мисли и она што јас го мислам? Дали постои мојата одлука и неговиот ум? Дали се испреплетени заедно така што сега размислуваме за исто? Нека владее мирот, превирањата завршија. Превирањата завршија, неизвестноста заврши. Сето тоа заврши и сега мирот владее и владее. Тоа значи сега јас имам многу јасна насока. А доказ за таа јасна насока се дека моите околности можеби не се променити. Ставовите на луѓето можеби не се променити. Притисоците можеби се уште се присутни, но длабоко во себе тој ми кажа точно што да правам и дека сум посветен на тоа без разлика на се. Знаете што може да се случи? Може да поминете низ тие тешки околности и тешки времења, можете да се соочите со сите тие алтернативни одлуки и можете да дојдете до една за која сте апсолутно сигурни, затоа што го имате ова неискажливо, необјаснимо, неспорно, апсолутно сигурно ветување од Бог. Го добивате од Него. Ова е Неговата насока за вашиот живот во овој момент, за ова прашање, во оваа одлука. Ете каков е добриот Бог. Тој едноставно нема да ни го остави тоа на нас. Тој сака да имаме мир. Тој сака да имаме чувство на задоволство. Сега, некој вели, но сега почекај малку, да се вратиме на прашањето што го поставивте пред некое време. Значи, велиме дека последната фраза е: гледај на Него, барајте го мирот, односно чекајте го мирот. Со други зборови, не се помрднувајте додека не добиете јасна насока. И затоа Павле рече: не грижете се за ништо, туку во се со молитва и молба со благодарност. Многу работи се поврзани со таа фраза. Со молитва и молба со благодарност изнесете ги вашите барања пред Бог и мирот Божи, кој апсолутно необјаснив, ќе ве чува, ќе ве заштити, ќе ви даде хармонија, чувство на единство. Слушајте, јас лично не знам за ништо под Божјото небо. Не знам за ништо. Сигурен сум дека ова е мое убедување, ова е само мое убедување. Нема ништо на светот што може да се спореди со ова. И тоа е прекрасно чувство на единство со Бог, што е нарушено, што е апсолутно сигурно, што создава таква прекрасна хармонија во вашето срце, што без разлика дали целиот свет се распаѓа околу вас, ништо не може да го поколеба тоа. Тоа е она што Бог го бара. Тој го бара тоа. Тој сака да не доведе. Можеби ќе почнеме од тука, но неговата цел е да не доведе во таква прекрасна хармонија и единство со Него. Гледајте, нашиот ум се вклопува во неговиот ум и тие одат заедно. Знаете што? Ќе бидеш толку сигурен дека имаш јасна насока, што нема да прави никаква разлика што слушаш, што гледаш, што чувствуваш таму надвор. Важно е да имаш Божи ум. Тоа е ветување. Тој вели дека ние имаме Христов ум. Како да го добиеме тоа? Го чистиме нашиот живот, го чистиме патот. Повлечи се и чекај. Мојата душа чека во тишина, а јас го ставам Бог само затоа што моите очекувања се од Него. Го слушам притисокот, го чувствувам притисокот. Не се предавам на притисокот. Само ќе разговарам со таткото, ќе го побарам неговото ветување и ќе чекам мир. И едно е сигурно. Нема разочарување во Исус Христос. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната intouch.org. Да бидеме искрени, никој од нас не сака да чека. Без разлика дали станува збор за чекање на одговор од SMS порака, резултати од тест, чекање во ред на каса или пробив во молитвата.
Чекањето е фрустрирачко, збунувачко, а понекогаш дури и безнадежно. Повеќето од нас мислат дека чекањето е пасивно, но во Библијата тоа е активно исчекување. Тоа е самоуверена доверба во она што Бог ќе го направи. Еврејскиот збор за чека е кава, ка-вах. И не значи само да седиш додека минува времето. Во својот корен, кава значи да се врзува со извиткување, како поединични нишки испреплетени во силна, нескрешлива врвка. Самостојно едно влакно е кревко и слабо, но кога се извиткува заедно со други, добива сила и отпорност далеку над своите делови. Значи, кога Библијата вели чекајте на Господа, таа опишува процес каде што нашите животи се зајакнуваат и се обединуваат со Божјата сила. И овој вид чекање, оваа кава, се појавува насекаде во Светото писмо. Авраам чекал 25 години за да се роди Исак, откако Бог му ветил син. Јосиф чекал околу 13 години, вклучувајќи најмалку 2 години во затвор, пред да се искачи на власт во Египет. Давид бил помазан како тинејџер, но чекал 15 години пред да стане цар. Дури Исус чекал 30 години за да ја започне својата јавна служба. Од овие примери и многу други учиме дека чекањето не е губење време. Тоа е местото каде што Бог вплетува сила во нашите души. Токму во паузата за наверно свртување кон Бог расте отпорноста и се создава простор за формирање на храброст. Токму ово го кажува Псалм 27:14. Ние чекаме, тој зајакнува. Ние паузираме, тој подготвува. Евангелистот Венс Хавнер совршено го кажа тоа. Оној што чека на Бог не губи време. Тој не подготвува, зајакнува и обликува за она што следи. Значи, дури кога се чувствуваме како ништо да не се случува, доктор Стенли не подсетува дека секогаш можеме да му веруваме на Бог. Запомнете го ова, никогаш не грешете чекајки на Господ. Тој ја знае едината, тој ги знае деталите за се во нашиот живот. Тој знае каков е непријателот, тој знае какви сме ние, тој знае што сакате, тој знае дали тоа е добро за вас или не, тој знае дека ова е вистинското или погрешното време, тој знае дека ќе се каете за денот ако не му се покорите и затоа тој вели не сега, чекај. Интач, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата Интач и е овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.